председателката на Општинскиот изборен штаб и воедно носителката на советничката листа, предводена од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и коалицијата, Анета Јоновска-Љубенова. Почитувани мои росоманци, драги мои сограѓани од околните населени места во општина Росоман, почитуван премиер и председател на Социјалдемократскиот сојуз господин Зоран Заев, почитуван градоначалник Бранко Јанев, почитуван кандидат за градоначалник и иден градоначалник на општина Росоман Стојан Николов, почитувани советници, почитувани гости, драги пријатели. Огромна е честа, а во исто време и уште поголема е обврската како носител на советничката листа од редовите на Социјалдемократскиот сојуз и коалицијата на овие многу значајни локални избори, топло да ве поздравам и да ви се заблагодарам за големата поддршка што вие ја дадовте во првиот круг од локалните избори, како за советничката листа на Социјалдемократскиот сојуз, така и за нашиот иден градоначалник на општина Росоман Стојан Николов, во кој што препознавте чесен, ведар, енергичен и авторитетен млад лик, полн со многу знаење, креативност и голема визија за прогресивна и економски моќна општина Росоман. Драги мои сограѓани, на 31 октомври да се обединеме сите заедно и со чисто срце и чист образ да ја бараме довербата од вас за уште поголема победа во општина Росоман, поддржувајќи го најмладиот и најперспективниот кандидат за градоначалник во општина Росоман и во нашата држава Стојан Николов. Јас, како носител на советничката листа на Социјалдемократскиот сојуз и коалицијата, ветувам дека чесниот и топол пристап кон секој наш сограѓанин, вербата во заедничкиот дух, начело со нашиот градоначалник Стојан Николов, способноста, одговорноста и организираноста ќе бидат нашето вистинско мото да ја направиме нашата општина прогресивна и просперитетна општина, општествено културни и економски силна. Како советници заедно со нашиот градоначалник Стојан Николов ќе оствариме демократски, економски, социјален, културен и севкупен просперитет за сите наши сограѓани од општина Росоман. Затоа ајде сите заедно да се обединеме како советници, авторитетни и позитивни личности, интелектуалци, работници, земјоделци, пред се млади, средновечни и пензионери, да го дадеме својот максимум и целосно да се вложиме во себе, заедно со нашиот градоначалник, да направиме примамливо, удобно и атрактивно место за живење од општина Росоман. Како иден советник, заедно сплотени со сите наши советници и градоначалникот Стојан Николов, ќе реализираме нашата стратешка цел, праската да има гарантиран откуп и откупна цена, од која ќе бидат задоволни сите жители од општината Росоман. Ќе се залагаме за отварање на големи земјоделски откупни центри, за откуп на земјоделски производи и отварање на инвестицијски циклус во општина Росоман, силно поддржани и подпомогнати од централната власт, начело со нашиот премиер господин Зоран Заев, користејќи и дел од европските фондови за развој на општините, како што е и нашата општина Росоман, која се наоѓа во централниот дел на Македонија. Така ќе имаме прогресивна, економски силна општина, а со тоа би имале горди, среќни и исполнети граѓани. Почитувани сограѓани, на 31 октомври пред нас е вториот круг од локалните избори, на кои што вие одлучувате преку заедничкото наше обединување уште помасовно и уште посилно да го поддржиме нашиот кандидат за градоначалник на општина Росоман Стојан Николов од редовите на Социјалдемократскиот сојуз и коалицијата, кој ќе гради светла, сплотена и богата општина со богати, задоволни и вредни граѓани. На 31 октомври силно сум убедена и верувам
дека вие, почитувани русоманци и драги сограѓани од населените места, ќе го дадете својот глас за најдоброто во нашата општина, за обединето Росуман, поддржувајќи го нашиот кандидат и идем градоначалник Стојан Николов. Ветуваме дека економскиот подем на нашата општина силно ќе биде поддржан и од нашата централна власт на чело со премиерот господин Зоран Заев, а за нас како локална самоуправа ќе биде мотив плюс сите да работиме честно, посветено и прогресивно за решавање на сите евентуални можни проблеми и за голем општествен и економски подем во општина Росуман. Затоа уште еднаш ве повикувам на 31 октомври да го заокружиме бројот 12 за најдобриот, најперспективниот кандидат за градоначалник на општина Росуман, Стојан Николов. Да живее општина Росуман, да живее Република Северна Македонија. Почитувани, сега ми е чест да го најавам следниот наш соговорник, кој го понесе најголемиот товар низ целата оваа изборна трка, човекот кој со својата искрена и честна понуда ги освои вашите срца и ја доби вашата доверба во првиот круг, кандидатот за градоначалник и идниот градоначалник на општина Росуман, другарот Стојан Николов. Добар ден, мој Росоман. Добар ден, почитувани мои росоманци, но и почитувани сограѓани од останатите населени места. Добар ден, почитуван председателя и премиер Зоран Заев. Добар ден, носителке и председателке на СДСМ Анета. Навистина, огромна е честа и задоволството да се стои повторно денес овде пред вас. И уште еднаш да ви се заблагодарам на огромната поддршка која што ја дадовте во првиот круг. Вие препознавте што е најдоброто за општина Росуман. Вие препознавте кој има реална и честна програма за општина Росуман. Денес сакам овде, тука пред вас, повторно и уште еднаш, да ги споменам проектите и решенијата кои што ги нудиме ние за вас. Би сакал да ги набројам на кратко, бидејќи во изминатиот период го посетивме секој дом, секој семејство, секој еден од вас. Кај сите вас ја оставивме и ја представивме нашата изборна програма. Програма која што нуди решенија и развој на нашата општина. Би сакал да ги напоменам најбитните проекти кои што со сигурност ви гарантирам дека ќе ги реализираме во наредните 4 години. А тоа се следниве проекти. Изградба на индустријска зона, што значи отварање на нови работни места, можност за локалните бизниси, за регионалните, но и за странските инвестиции. Конечно решавање на проблемот со водоснабдувањето. Деценијски проблем кој што во наредните 4 години ви гарантирам со сигурност ќе го решиме. Изградба на атмосферска канализација. Повеќе зелени површини, ќе покажеме вистинска грижа за здравата животна средина, но ќе има и повеќе проекти за секоја категорија на граѓани. Пензионерите конечно ќе добијат достоинствено место, ќе добијат просторија за дневен престој, ќе добијат канцеларија, ќе бидат помагани во организација на нивните надпревари и сите други работи поврзани со нив. Моите млади конечно ќе добијат младински културен центар, ќе добијат представник за младите, ќе добијат младински совет, ќе бидат максимално вклучени во работењето на општината. И уште многу други проекти кои што ги имаме ставено и ќе ги реализираме во нашата изборна програма. Никој нема да биде заборавен. Никој нема да биде ставен на страна. Сите вие ќе бидете слушнати и вклучени во работењето на општината. Почитувани сограѓани, драги пријатели, ги слушаме деновиве нивните мелудничави идеи. Прво ветуваат трговски центри,
сега ќе правеле за камиони, ќе правеле, не знам што ќе правеле, царински нешто, не ни знаат што сакаа да кажа што ќе прават. И сето тоа, царински терминал, да, и сето тоа ќе го правеле на место кое што е приватна собственост. И тоа е разликата, почитувани сограѓани. Ние имаме јасна и честна понуда. Понуда која што нуди реални проекти, проекти кои што значат развој за општината. А тие нудат проекти кои што ниту знаат, ниту умеат, ниту имаат идеја како да ги реализираат. И не би сакал многу да зборувам за нив, затоа што по не знам колку пати го повикав мојот против кандидат на ТВ дебата, а од него ми трага ни глас. И еве денес, овде, пред сите вас, сакам уште еднаш да го повикам. Ајде на ТВ дебата, ајде да разговараме за реална програма, за реални проекти, проекти кои што ќе донесат раст и развој на нашата општина. Доста манипулирате, доста правите притисок врз нашите сограѓани, доста ги лажете, уценувате. Нашите сограѓани ја препознаа разликата. Препознаа што е најдоброто за општина Росоман и затоа на 17 октомври кажаа јасно, ни дадоа огромна подршка, подршка со преку 200 гласови разлика. Почитувани сограѓани, јас ви гарантирам дека во наредните 4 години нема да имате владетел, ќе имате служител. Јас ја барам вашата подршка не за да ви владеам, туку за да ви служам, да бидам отворен за секого, секој да биде слушнат, никој да не биде заборавен. Затоа би сакал од тука да ви се обратам на сите, драги мои сограѓани, на вие кои што днес сте тука денес, но и на тие кои што за жал не успеа да присуствуваат, на моите млади кои што се двигател и мотор на промените, на пензионерите, на земјоделците, на спортистите, на стачајците, на сите, студентите, средношколците, баби и дедовци, родители, татковци и мајки. Но сакам да му се обртам и на моите социјалдемократи, но и на оние честни припадници на ВМРО, ДПМН и на останатите политички партии. Немаме време за размислување. Сега е вистинската шанса општина Росоман конечно да тргне напред. И затоа сакам од овде да ве повикам сите, ама сите заедно, на 31 октомври да излеземе и да го дадеме гласот за бројот 12, за мене како кандидат, за вас, за ваш развој и раст, за економски напредна и просперитетна општина. Затоа што општината не сум јас како кандидат, не е ниту мојот против кандидат. Општината сте сите вие, граѓаните на оваа наша општина. Затоа на 31 октомври сите масовно да изгласаме за бројот 12, за подобра општина Росоман, за економски раст и развој на општина Росоман. Да сте живи и здрави, да живее општина Росоман, да живее Македонија. Почитувани росоманци, знам дека со нетрпение очекувате да му дадам збор на човекот кој е вистински символ на обединувањето, борбеноста и пожртвуваноста. Човекот кој најхрабро во првите редови се бореше против режимот, а денес благодарение на вредностите кои во него народот ги препознаа е еден од најуспешните лидери на Балканот. Почитувани, председателот на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и нашиот најмил премиер, господинот Зоран Заев. Добро вечер, Росоман, добро вечер, победници и честитки за победата во првиот круг. Повлечете нога, ајде, вториот круг е наш. Не е лесно да имате режими во државата кои што се провлекуваат низ годините, со манипулации, со лаги. Не е општина Росоман, ниту било која општина во нашата Македонија коцка. Не е коцкање, ништо. Животот на граѓаните зависи од општините, зависи од општинската администрација, од училиштата, од градинките, од комуналните претпријатија и со новите надлежности. И навистина е многу важно
какви градоначалници ќе ни ја водат општината. Мислам дека во Росоман го имаме еден од најдобрите кандидати од сите 80 општини во нашата земја. Имаме млад, енергичен човек, упатен, едуциран, другар, пријател, со огромна љубов и жар да се вгради внатре и да се надпреварува со другите општини и не да се надпреварува, да биде победник во тој надпревар. Да се гордеете со вашата општина и јас верувам дека сме многу близко до тоа да го постигнеме. Сакам да му се заблагодарам на Бранко, кој што е денеска со нас, што служише верно на ова наша убава македонска општина, честно да консолидираше општината, тоа што беше заглавена до гуша и навистина испративме сериозна порака какви сме ние, какви се тие. И овде прво морам да ве прашам да нема бугарски пасоши овој вашиот против кандидат. Си проверите да работа ти, слушам менувал места, секакви на работа, на образование, од школото, по патот, па во фени, на секаде не сменили државата. Важно е заради тоа што тоа е актуелно и испраќа пораката за нечестноста, за лагите, за неискрениот однос кој што го имат кон граѓаните. Росоманци, а и сите други граѓани од општина Росоман знаат многу добро, како што знаат и сите во ова наша Македонија. Разликата меѓу нас и нив е огромна, небо и земја. И затоа не смееме да дозволиме овде да погрешиме. И водиме 200 гласа во првиот изборен круг и ги гледам под притисок дошле да поттикнат против кандидатот, овој третиот што отпадна, да даде поддршка. Не одат вака работите, граѓаните не се маша за подкусурување. Јас мислам дека со потегот кој што го направија, да го натерат скопски фаци дојдени тука, да даде поддршка, напротив, ги понижија интелигенцијата, интегритетот на граѓаните и јас сум уведен дека сите тие 300 гласа ќе дојдат за она што е најдоброто. А тоа е Стојан Николов. Не треба да се го понижуваме народот и навистина да го убедуваме во нешто што секој од нив многу добро знае. Тие луѓе што гласаа за тој кандидат, ако беа за ВМРО ДПМН, во првиот круг ќе гласа. Така да тука нема дилема. Тие се незадоволни од нив и многу добро знаат кои се. И затоа ја чека шансата и овој круг, јас сум уведен, дека ќе победиме со најмалку 500 гласа. И верувам, како што ни се буди на секаде државата, како што се отвара како пупка нивното лицемерие, нивната неискреност, нивната лага, гледате во Скопје, во другите градови, апсолутно нема бегање од тоа што народот ќе си каже на 31-ви, а на 31-ви верувам дека општина Росоман ќе остане прогресивна општина, обединета општина, која што ќе зграбчи убавото што доаѓа пред нас, а тоа е европската иднина, економската иднина за овој наш народ, затоа што сите големи одлуки ги донесовме во минатите 4 години. Денеска немаме крупни прашања за решавање. Имаме само економски предизвик, да го дигаме економскиот стандард кај нашиот народ. Јас сум добро познат на сите, но уште еднаш да ве потсетам, јас сум Зоран Заев од село Муртино, Струмичко. И јас се гордеам, затоа што и луѓето од селата покажав дека имаме храброст, но сме и сериозни патриоти. Заштитивме се што е македонско. И македонскиот јазик, и македонскиот народ. Бевме Република Македонија дома, за целиот свет бевме фиром. Денеска сме признаени од целиот свет. Имаме наша македонска држава. Денеска, во личната карта на Обединетите нации, пишува македонци, македонски јазик. Повеќе во извештаите од Европската Унија, од State Department и сите други извештаи кои што доаѓаат према нашата земја, порано пишуваше вашиот народ, вашиот јазик, денеска пишува македонски јазик, македонскиот народ, и тоа е заокружена комплетно, целосно заложба и на татковци, и на дедовци, и на прадедовци, и на партизаните, и на комитите, низ вековите. Имаме наша земја, признаена од целиот свет, членка на НАТО, реформирана, европски и економски исправена, и сега останува да ги дигаме приходите, примањата, економскиот стандард на целиот наш народ. Додека ги решававме најкрупните прашања, кои што 30 години тие такви лажовни политичари, кои што доаѓаа на сите избори, немаа храброст да ги решат,
заради тоа што се плашеа за нивните политички фотели и за нивните политички кариери и на нивните политички рейтинзи. Ние покажавме и мудрост, и пријателство, и диалог, и дипломатија и испорачавме решенија. И во тоа име, додека ги решававме сите овие крупни прашања, еве ги платите и пензиите растат во државата. Сите плати за најмалку 100 евра се покачени за 4 години. Не за 40, за 4 години, колку што сме. Последните 6 години на владењето на ВМРО ДПМН беа 1740 денари покачени за 6 години. За 4 години просечната плата ја покачихме од 22.400 на 28.700 денари. 6.300 денари. Минималната плата од 9.000 денари ја покачихме на 15.200 и еве го на 1 јануари ќе 18.000. Од 9 на 18.000. Директно со подршка и помош на компаниите, за да може да ги издржат и да отвориме спиралата на покачување на сите плати. Ја покривме и саниравме целосно дупката во пензискиот фонд. Денеска пензискиот фонд нема дупки, како што беа 550 милиони евра, гап, празнина, кој што го загрозуваше испорачањето на пензиите и на сегашните и на идните пензионери. Денеска пензиите се стабилни и фондот е стабилен да гарантира пензии не само на сегашните, и на идните пензионери. Од 1 јануари ќе го воведеме и вториот критериум. До сега беше само ако растат цените, да растат и пензиите. Сега ќе вградиме и вториот критериум, како растат платите, да растат и пензиите. И секој 1 јануари и секој 1 јули ќе имаме покачување меѓу 300 и 700 денари во зависност од растот на пензиите. 2 пати годишно, затоа што пензискиот фонд е стабилен, а нашите родители заслужуваат подостоинствена пензија, од ја трошат и за деца, и за внуци, и тоа го знаеме сите. Покажавме дека има пари во ова наша земја да го поддржиме нашиот народ. 300% ја покачихме социјалната помош. 35% ги покачихме платите на лекарите и на здравствените работници. Ги скративме големите субвенции на големите компании и ги насочивме кон индивидуалните земјоделски производители. Субвенциите стигат навремено и до индивидуалните земјоделски производители. Ги зголемивме во целиот овој период по хектар, по не знам, по сите основи што ги даваме, затоа што веруваме дека народот е смислата на постојањето и на државата, и на буџетот, и на парламентот, и на владата, и на слично. Секој пат бевме тука да интервенираме. Лозарството, лани, ова година, треба подршка, директни државен интервенционизм. Покрај стандардните субвенции, лани севкупно исплативме 22 милиони евра на лозарите. Ова година дополнителен денар, плюс милиони евра за подршка на извозот, за да ги испразниме визите. Требало на јаболкарите да дадеме пари, директно интервениравме со 3 денари за индустријското јаболко во Ресе. Оризовата арпа не била доволна цената, директно со 3 денари да помогнеме оризовата арпа. Се што треба, државата интервенира. Кај нив, ако не поминаш у партискиот штаб, немаше ни субвенции, ни по социјални помоши. Денеска е различно, комплетно. Сите зимат субвенции и тие се навремени. Знаете дека и проценките се направени, предлогот од Министерството за земјоделие е даден до владата, преку 20% ќе обештетиме од градот, од зимата, од замрзнувањето, кое што ни се случи и не се нанесеа големи штети на праската и на овошките, и тоа ќе го реализираме сигурно, затоа што и досега сме ги реализирале сите наши обврски кон граѓаните. Затоа што веруваме дека кога пуштаме пари кон народот, народот ги троши парите. Си плаќа давачките, си плаќат кредитите, сметките, државата повторно ги собира парите нас. Само политики и филозофии на јакнење на стандардот на народот може да бидат добри, а не политики кои што носат споменици, музеи, жални врби, шмизли, златни огради по Скопје и мал милион глупости кои што се направија. Голема е разликата. И не дозволувајте никој да ве излаже под превезот на било какви бајки или сказни што ви кажува. Тоа се истите луѓе. Истите што беа пред 4 години. Да не им дозволиме да се вратат ни во Росоман, ниту било каде во државата. Ги гледате што прават. Значи, барем чесен да се биде. Извадивме на површина сите граѓани дека кандидатката во Скопје е почесен конзул на Унгарија. Значи, таа застапува интереси на друга земја, а сака да го води Скопје.
Овие денови се обелодени дека има бугарско државјанство. Па денес е дури лична карта. И урете, ние сме за едно општество за сите, ама немојте да го лажите нашиот народ. Срамота е тоа. Кметови се бира 41 година. Сега се бират градоначалници. Затоа што ова е македонско. Никој не подценуваме, ниту некој сакаме да не подценува нас. Народот наш заслужува искреност. Овде не можете да правите воопшто споредба и паралела со Стојан Николов и со кандидатот на ВМРО-ДПМН. Знаете човекот што прави која е слобода. Знаат сите. Цело Росоман знае. Ова општина не е за подкусурување. Ова општина не е за коцка. Ова општина има иднина. Иднина и тоа и за земјоделците, и за работниците, но најповеќе за младите. И не смееме да се играме играчки за несериозни работи на кои ќе ме оставиме општината. И гледате, зима пасош бугарски, ама кочи Мицко за евроинтеграциите. А он бугарскиот пасош му е во раците. Такви неискрени работи не им требат на никој. Тоа не е честно према својот народ. И затоа ни треба нашиот народ. Затоа треба да излезе и да им каже не. Затоа на овие избори, гледате, ставивме all in, се, да знае народ. Затоа што се важни општините. Важни се, оти се важни за секојдневниот живот на граѓаните, на сите. Следуваат почетокот на 2022 година, следна фаза на децентрализација на власт. Општините ќе имат нови надлежности, комуналните предпријатија ќе се мултиплицираат заради тоа што доаѓаат надлежности од пасишта, надлежности од води, надлежности од шуми, ќе паднат под општините. Приходите од персоналниот данок од 3% ќе се дуплираат, 6% ќе бидат. Приходот од ДДВ од 4,5%, 6% ќе бидат. Тоа се десетици и десетици милиони денари за нови паркови, за нови водоводи, за нови канализации, за нови улици, велосипедски патеки, за шеталишта, за модерна инфраструктура, за градинки, за подобри училишта. Сето тоа е јакнење на општините. И затоа не смееме да дозволиме никој да прави експеримент од македонските општини. Росоман јасно си кажа за кое. 200 гласа во Росоман е одлична предност. Тоа е дополнително охрабрување за сите. Јас знам дека се обраќаат кај нас голем број на гласачи кои што беа и за третиот кандидат и знам дека голем дел од гласачите кои што не останаа дома ќе излезат на овие избори. Сакам да ја испратам пораката до сите. Општина Росоман не е само на Стојан Николов, на Бранко, на Зоран Заев, на граѓаните кои што се денеска присутни тука или поддржувачите на прогресивните политики. Општина Росоман е на сите граѓани. Да се чукнат малку во главата сите и да размислат во какви раце и на кој човек ја остават општина Росоман. После 4 години нема назад. Затоа ги поканувам и ги повикувам сите прсто да си го стават на чело и да не дозволат никој ниту да ги оценува, ниту манипулира, ниту да ги излаже. Овде имате енергија, имате сила, имате директни комуникации со Заев и со сите министри, за да се бори за проекти за Росоман. На негови години, на Стојан на годините бев кога завршував мојот прв мандат. И знам што значи младост. Младоста значи проекти повеќе. Младоста значи трпение за граѓаните. Младоста значи вртење на телефони, директно за решавање на проблемите на граѓаните. Младоста значи вградување полесен, посреќен живот за својот народ, во својата општина. Оти општината, бирајќи градоначалник, бира татко на општината, кој што мора да води грижа за се, не само за комуналната инфраструктура, не само за општинските институции, грижа за секој граѓанин, за секое семејство. Сите знаеме колку страшна е пандемијата и прв и втори, трет бран. Треба некој да дигне телефон. Треба некој да откочи процес кај што се заглавени одредени постапки, имотно-правни, одобренија, лиценци, концесии или било што друго. Треба некој да се избори, да ги земеме тие узурпираните земјишта овде и да ги доделиме директно на вистинските земјоделци. Оти тоа го чекат граѓаните од Росоман. За тоа ни треба енергија, ни треба младост, ни треба визија. И затоа не смееме да дозволиме никој да не изманипулира.
со целата моја анализа, со сите мои информации, јас знам дека овде ќе победиме. Но сакам да ве замолам овие денови да ја завршиме работата со сите. Сакам да ги охрабрам граѓаните, дури и оние честни граѓани, кои што некој пат биле излажани, изманипулирани, уценети многу често, да размрдат главата малку и да донесат одлука. Таму зад параванот секој е сам со себе и со Господ, со неговата совест. На крајот, како ќе заокружи, таков правец ги даде на општина Росомон. Немојте да враќаме режим повторно. Немојте да враќаме луѓе кои се закануват по фирми, по граѓани, ги уценуват, ги омаловажуват. Не ни треба такви луѓе. Голема е разликата и затоа да си го осигураме Росомон со вистински избор. А изборот е 12-ка. На овие избори 12-ката Стојан Николов е изборот за едината на Росомон. И уште едно. Преку овие избори, навистина, ќе испишеме иднината на оваа наша земја. Иднината може да оди напред, кон евроатлантските интеграции, кон јакнење на економскиот стандард, кон осовременување на градинките, на училиштата, кон подобрување на комуналната инфраструктура, раст и развој секаков на општините, или може да се врати повторно да биде молк, може да биде мрак, може да бидат закани и уцени, може да биде уназадување, може да биде квази патриотизам, кавги со сите во оваа наша земја, кавги со соседите и далеку од сите други интеграции кои што ги очекуваме. Тоа е опцијата која што ја правиме на овие избори, ја имаме и која што мораме да ја одлучиме. Една од двете опции е нашиот избор. Едноставно е, просто ко пасук, викат луѓето. Комплетно едноставна одлука треба да донесеме. Затоа, почитувани граѓани, да охрабрувам да се доработиме работата. И јас знам дека од сите општини во кои што се надпреваруваме, 30 плюс градот Скопје, каде што Социјалдемократскиот сојуз и коалицијата имат кандидат. Во 20-тина водиме. Од првиот круг сме влезени во вториот круг. И знам дека во тие општини можеме да победиме. Еве преку Скопје се разобличи комплетно и ВМРО какво и шо е. И вчера и денеска викат, абе не е бугарка, абе нема пасош. Си дозволува дури да лаже. Еми и утре ќе излезе нешто. И задутре ќе излезе нешто. Кај ќе бегат? И сваќа народот и од Росоман, и од Струмица, и од Охрид, и од Тетово. Налагите се кратки опашките. И затоа не поминува ниту една лага. Затоа е многу важно во целиот овој период, во сите тие 20 општини кај што водиме, а можеме во 30 да ги победиме. Во Скопје веќе нема дилема кој ќе победи. Јасно, тоа е мултиетничко, се разбистри работите, гледат луѓето кој е кој, но истовремено е многу важно секоја општина, секој населено место да се чувствува победник. Победник и на 31, ама победник и во следните 4 години. Затоа, почитувани граѓани, прогресивен мој народе, од Росоман, keep fighting, борба, знаеш што било борба, секој пат било борба. Ама која е борба, која не е лесно, тогаш е и посладко и се ја почитуваме и победата, ама си ги носиме и врските, да испорачиме пред нашиот народ. Овде во Росоман, идниот градоначалник ќе биде Стојан Николов. Гласаме за бројот 12, гласаме за добра иднина на Росоман. Гласаме за најдоброто во Македонија. Гласаме за младоста, гласаме за прогресот. Да живее Росоман, да живее Македонија.